Вчера и министерот, вице-премиерот Битичи на новинарско прашање на пресконференцијата при потпишувањето на колективниот договор, општиот колективен договор со Сојузот на синдикати на Македонија, после 15 години одговори за одлуката која донесе владата, тоа е дека Министерството за економија е задолжено на наредната седница да достави детална информација за сите одлуки, судски одлуки, постапки, управни постапки кои што се водени од 2012 година до денес, и врз основа на таа информација потоа да бидат донесени соодветни одлуки за иднината. При тоа ќе мора да се внимава на интересот на граѓаните, бидејќи ја тоа јасно сум го кажал и како претседател на влада и политичката партија од која што јас доаѓам од првиот ден, дека рудници единствено може да има со согласност на граѓаните кои што живеат во одреден регион. Ако се тие против рудник не може да има, и тоа граѓаните јасно го кажуваат. Тоа не беше случај со претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН, бидејќи тие има издадено тогаш 86 дозволи за концесии и општините, а овде за конкретниот случај Босилово и Ново село веќе ги имаат донесено и одлуките како општини предводени од ВМРО ДПМН да отпочнат работите за отворање на рудници таму. Сега тоа не е случај и откако ги има сите информации доставено до владата, министерот ќе ги сподели со сите медиуми.